Тесната разлика од 4600 гласа за Стево Пендаровски пред Гордана Силјановска-Давкова изгледа беше главниот впечаток од вчерашното гласање. Аналитичарот Александар Кржаловски сепак вели дека фокусот треба да биде на малата излезност и пораката што таа ја испраќа. Излезноста беше ниска, можеби поради заморот од избори кај граѓаните, но пред се и поради разочараноста од перформансите на политичките партии. Битен момент или битна порака од овие избори е малата излезност, значи тоа помалку е повеќе неочекувано отколку самиот резултат, но ова е под сите очекувања и за мене се уште е проблем или неизвестен на цензусот во вториот круг и таа е првата и веројатно главната порака дека всушност двете или трите или сите партии се на некој начин казнети со овој резултат. Во првиот круг смета тој дуи како да играла на картата на тивок бојкот, стребувајќи гласовите да не отидат кај Блерим Река. Затоа каде ќе заминат гласовите на Река смета дека е важно што официјално ќе соопштат БЕСА и Алијансата за албанците. Една од можностите е бојкотот. Како самата бројка, јас очекував сигурно да го побарат тоа ако има над 100.000 гласови, но со оваа бројка не е баш делегитимиран дуи во смисла на претходното прашање. Но сепак може да повикаат дури на активен бојкот, а и да не повикаат може активно, односно тивко да го прават во позадина, да препорачуваат да не гласаат воопшто овие гласачи што излегува за Блерим Река. Кржаловски нагласува дека важно е што изборниот ден минал мирно, а тоа е еден од критериумите за почеток на преговори со Европската унија.